Македонската женска ракометна репрезентација на годинашното европско првенство што се играше во Скопје, Љубљана и Подгорица забележа 3 порази. Меѓутоа, ова не ги разочара гледачите кои што доаѓаат да ја изразат својата поддршка во спортскиот центар Борис Трајковски. Токму за овие впечатоци денеска разговараме со селекторот на репрезентацијата, господин Љубомир Савевски. Ви благодариме што прифативте да бидете дел од ова интервју. Благодарам на поканата. Како што знаеме, европското првенство заврши неодамна и на истото по поразите кои што ги добија нашите ракометарки, сепак добија големи овации во спортскиот центар. Како се вие задоволни од прикажаното на вашите избранички? Видите, ние уште на почетокот знаевме дека имаме најтешката група. Значи со олимписки, светски, европски прваци, сите 3 репрезентации. И рековме дека би биле пресрекни ако успееме да изненадиме еден од противниците. И токму тука некако ние гледавме шансата на последниот напревар со Романија да објективно послабо од двете репрезентации во овој момент. И како што беше, првата ја загубивме со 10 разлика, втората со 15 разлика и сите сили ги усмеривме да направиме некои изненадување, да победиме репрезентацијата на Романија и да се пласираме во вториот круг. Првото полувреме го одигравме одлично и негде до 40 минута, 45 минута и потоа после наши последователни 4-5 грешки од 1-2 разлика дојде до 6 разлика и беше готово. Задоволен сум од борбеноста, изуzetната борбеност, мотивираност. Тоа се гледаше на почетокот и при химните која ги интонира, исто така и при играта, желбата нивна за победа и тоа беше наградено од публиката со аплауз и на крај со овации, на изненадување на сите нас, нели, затоа што сепак не победуваше публиката, со вас. Тоа покажува дека сепак има интерес во Македонија за женскиот ракомет и дека ако успееме да ги ставиме работите во прав колосек, можеме да се надеваме во блиска иднина да учествуваме на други такмичења, да покажеме подобри резултати. Голем хендикеп за вас можеме да кажеме дека беше тоа што не можевте да сметате на Елена Ѓорѓиевска. Практично без неа десната бековска позиција ни беше болна точка. Дали ова влијаеше на поразите? Видите, ние цела година имаме пријателски надпревари без леваци на десната страна и пред тоа беше Ѓорѓиевска повредена. Сега се повреди и Дуковска од кадетите, и она беше еден од кандидатите за десни бек, нели? Тука беше и Кипријанова и Младеновска, малата Младеновска со 15 години. Во секој случај да беше Ѓорѓиевска тука, секогаш беше голема помош, незиното искуство и незиниот квалитет ќе придонесеше да добиеме поголема сигурност. Кипријановска и Младеновска си днината и Дуковска, секако на македонскиот ракомет. Јас се надевам дека тие се релативно млади, многу млади, дека во догледно време ние ќе имаме 3 добри левораки играчи кои ќе бидат стожерот на тимот во следните 10-15 години. Токму во оваа насока е и следното прашање, каде што добивте поддршка за репрезентацијата, меѓутоа добивте и критики за незиното подмладување. Дали се уште сте на курсот дека ќе креирате репрезентација која што ќе игра заедно во наредните 10 години? Видите, јас морам малце поопширно да објаснам оваа работа. Зашто е тоа така? Ние имаме десетина ракометарки кои играат во странство, од кои 3-4 се веќе на залезна кариерата, нели, веќе Ѓорѓиевска, Штериева, уште 2-3. И мора да се размислува за подмладување. Другите ракометарки што играат во странство се релативно млади, значи тоа се негде 5-6 ракометарки кои остануваат во ростерот и останува да надополниме таа група од 16 до 20 играчи од домашното првенство. Зашто младите? Јас ќе кажам, кадетската репрезентација на Македонија минатата година го освои првото место на Б првенството на Европа и со тоа овозможи да кадетската репрезентација учествува на светското првенство кое се одржа во Македонија по отказот на Ерменија и следната година на Европското првенство 2023 за кадети, но и овозможи во истата година да учествуваат и пионерките на Европското првенство. Зашто е така? Тие играа на медитеранските игри на оваа година, 10 од нив играа на медитеранските игри,
16-19 игра на светското првенство оваа година, до година ќе играат на европското првенство и на 2024 ќе играат повторно на светското првенство за јуниорки. По силата на нештата, тие се инфицирани со ракомет и тие ќе напредуваат повеќе и повеќе. Ние имаме селекција од негде 12 ракометарки кои е еднината на македонскиот ракомет и кои ќе бидат наспротив тие играчи кои играат во македонското првенство, кои се во моментот можеби постари за 5-6 години, кои не отскокнуваат многу од квалитетот. Секако дека ќе има 2-3 ракометарки кои се уште размислувам да ги пробам во следниот циклус, но тука се гледа да се даде шанса на овие млади ракометарки, имаат 2 години настапи на големи такмичења на младински кадетски првенства и со тоа ќе напредуваат бидејќи ќе имаат подготовки по 30-60 дена, како што се случуваше минатата година, и, како што реков, инфицирани од љубовта према ракометот, ќе добиеме една група која ќе биде носител на оваа репрезентација, која, викам јас, ќе биде можеби на равниште со првите 10 репрезентации во Европа во следните 10-15 години. Видовме дека во полуфиналето, како и во надпреварите за медали, имаше навистина врвен ракомет, а и во групната фаза имаше силни дуели. Колку сме ние далеку од ова и кој е патот да стигнеме до некое ниво кое што ќе влее некоја позитивна надеж? Еве тука пак ќе поделиме оваа работа на два дела. Првиот е нашите носители што играат во странство и овие што играат во македонското првенство. Ако забележавте, играчите што играат во сите репрезентации во финалето, полуфиналето, па и до 6-то место, и сите играчи играат видна улога во своите клубови, играат во Лига шампиони, значи во тешки надпревари се калат и напредуваат повеќе и повеќе. Во нашата ситуација не е така. Нашите странкињи, нашите играчи што играат во странство играат добро во клубовите кај што играат, но тие делат минутажа со најдобрите играчи од тие земји, значи не се носители на играта. Истото се однесува и на домашните играчи кои исто така играат, делат минутажа, не се во ситуација да имаме лидери на екипата. Повеќе лидери, значи што повеќе лидери кои играат во клубовите, прават добра репрезентација. А понатака, нормално ќе размислуваме и за на друг начин некој, ама немаме во оваа ситуација, осим тие 20 ракометарки, не можеме единствен начин да се успее, осим овие што играат во странство, е да се соберат барем кандидатките што се за овие 2 години од 2004-2005 во еден клуб, да тренираат под надзор на федерацијата, на репрезентацијата и да напредуваат онакво нешто слично како што се створи со машкиот клуб на Алкалоид. Младинските кадетски репрезентативци се собраа во еден клуб и еве за година дена покажуваат виден напредок. Со доаѓањето на Живко Мукаетов на чело на Ракометната федерација, сите селекции од најмладите до најстарите добија врвни услови за тренинг. Ете и со добивањето на организацијата на Европско првенство, по пауза од 10 години добивме и учество на едно такво надпреварување. Кога можеме да очекуваме следно учество на надпревар од ваков карактер? Па негде тоа е во прашањето што го поставите претходно, значи ако успееме да го подигнеме нивото на ракометарките што играат во домашното првенство, ако го подигнеме, ако бидат во еден клуб и работат максимално, што не може да се случи во клубовите кај што играат, затоа што има 2-3 ракометарки што одскакаат, другите се нормално послаби, не може да се направи еден добар спаринг. Ако се направи таков систем, ако се направи систем во каде тие млади ракометарки ќе напредуваат повеќе и повеќе, и заедно со тие ракометарките што играат во странство и тие напредуваат, ние можеме да се надеваме за некој поголем успех. Во оваа ситуација, осим да има инцидентно некој покажување на добар резултат, но јас не сум некој голем оптимист ако вака продолжи. Значи ние мораме, постои еден друг начин на тоа е да младите ракометарки кои покажуваат добар резултат на светските и европските првенства бидат интересантни за големите европски клубови.
Ако добиеме таква шанса да тие играат во големи европски клубови, онда ќе направиме тој единствениот начин да се направи добра репрезентација. Или овој начин да бидат собрани во еден клуб, или младите играчи да напредуваат толку многу за да бидат интересантни за големите клубови и да играат видни улоги во европските клубови. Тогаш ќе добиеме квалитетни врвни играчи кои играат на високо ниво и тоа нивно искуство и квалитет ќе се пренесе во репрезентацијата. Може ли да ни споделите кои се вашите идни планови со репрезентацијата? Па мојот договор јас сум веќе 14 месеци селектор на сите селекции на женската репрезентација. Завршува во септември и имаме џентлменски договор дека ако успееме да направиме некој помак во кој ќе има голема разлика во она што било до сега во последните 10 години, ќе се продолжи таа соработка. Све се сврзува и со ситуацијата во квалификациите за светското првенство. Ако знаете нели дека ни падна репрезентацијата на Украина, која во квалификациите за ова европско првенство па покажа видни резултати. Ја победи Хрватска во Хрватска, дома изгуби со 1 гол плюс и не се пласира, а претходно играше со Франција и до последните 2 минути водеше, 3 минути водеше 2 разлика. Значи една репрезентација изуzetно јака. Тука се води многу битна работа е континуитетот. Ако успееме да се пласираме на светското првенство, тоа уште еден плюс за оваа млада репрезентација и начинот на кој ви кажав да тие млади ракометарки кои играат на светско, европско, кадетско, јуниорско првенство, единствен начин е да напредуваат со на врвните такмичења, со врвни екипи, да се напредува во иднина. Каков е нашиот системски капацитет за овозможување на овој континуитет и што може да се стори за да се подобри истиот? Па за разлика од машкиот ракомет, женскиот ракомет е малце во криза во однос на тоа. Значи интересувањето на спонзори, на услови, на се што се сврзува околу она што треба да биде успех на една екипа е на многу ниски гранки. Значи имаме екипи каде што јас не знам точно, по медиумите гледам дека има кај што добиваат по 1000-1500 динари месечен надоместок за тој труд што го вложуваат. И тука има тука доаѓаме во судир на интереси. Значи имаме ситуација во која клубовите ги интересира ваучари и само да опстанат, дали ги користат како ги користат од нивна работа, нели, за разлика од машките каде што треба уште повеќе спонзори за постигне успех. И тука нема интерес ни кај тренери, ни кај играчи. Значи кој ќе се воспостави полупрофесионален однос, значи кој ќе биде полупрофесионален однос на стипендии, во однос на квалитетни тренери, на тренери кои имаат одговорност поголема и првенството да стане поинтересантно, затоа што во оваа ситуација имаме ситуација во кога една екипа победува со 40-45 голови разлика, тоа се 3-4 екипи поквалитетни, али тоа е многу малку во однос на тоа што треба да биде сегашното машко првенство пак покажа нешто друго. Поготово плејофот што ќе биде можеби најинтересантен од осамостојувањето на Македонија. Ќе имаме 8 екипи квалитетни кои можеби секоја екипа може да победи секоја. Тој начин ако се преслика во женскиот ракомет можеме да очекуваме на овој начин како што е сега на начинот на кој интересот и на општеството и на градовите и на клубовите кои се инволвирани во женскиот ракомет, не очекувам некои големи промени да бидат. Еве го споменавте и домашното првенство, а на страна на репрезентацијата знаеме дека имате и обврски со тимот на Алкалоид, кој што нели представува навистинско освежување во машката Суперлига. Дали проектот на создавање македонски играчи започнат пред 2 години е на вистинскиот пат? Па видите, тука мораме да кажеме тоа е само еден извонреден пример како треба сите да применуваат. Мене ме радува што тоа се случува и со Golden Art, тоа ме радува што се случува и со Пелистер Eurofarm, што имаат и 2 екипи, што имаат можност тие млади играчи да добијат шанса да тренираат на едно високо ниво и да играат да имаат минутажа која носи квалитет. Играјки во клуб каде што играте 50-60 минути
играчите напредуваат многу повеќе него ако седат на клупа, колку и да се талентирани, најдобриот тренинг е добра утакмица. Значи тој начин на организирање од клуб, еве примерот Алкалоид, од кондициони тренери, од помошници тренери, од згрижување на играчите, што значи сите услови за живење, кои се од станови, храна, суплементи, високо ниво на организација, висок ниво на тренинзи, мора да даде резултат. И ова дава. За година дена овие играчи покажуваат голем напредок. Јас се надевам дека ќе продолжат така да напредуваат, ама нормално треба време. Не може за една година да рипнете 5 скалила, нели? Тоа се иде едно по едно. Али ова е пример како треба сите и треба да се поздрави од сите структури во државата и сите клубови да се обидат да го прифатат тој модел. Значи не сега имаме ситуација кога во еден клуб има 7-8 странци. Тоа не би требало никогаш да се дозволи. Иако селектор од оваа страна кај жените нема толку. Има пак некои начини, некои желби кој да биде прв или да освои нешто, ќе повика 2-3 странкињи на 2 месеца при завршување на првенството, ќе го освои првенството. Тоа е катастрофа за ракометот, за женскиот ракомет, а и за машкиот, да се сведе тоа на минимум или пак на високо квалитетни играчи, репстивци кои доаѓаат да го подигнат нивото на квалитет, а не во една екипа да имаме 7 до 10 странци, онда нашите играчи нема каде да играат. Еве ќе се надоврзам и ќе продолжам со машката конкуренција, со тоа што нашата сениорска машка селекција во јануари нели очекува светското првенство во Полска и во Шведска. Што може да очекуваме од нашата репрезентација на овој мондијал, каде што нели се наоѓа во група со Норвешка, Аргентина и Холандија? Прво, јас бев привлечен да се вратам во ракометот под проектот на Ракометната федерација Кирил Лазаров за машката репрезентација. Значи, таму се создаде една група од 40 на млади ракометари кои се изузетно талентирани, млади и кои се возможи и се подмлади, ова репрезентација се подмлади, кој покажува во овој момент евидентен напредок. Но пак ќе кажам, тоа е еволуција, мора да има процес, не може преку ног да бидеме ние прва. Имаме тешка група сега. Значи имаме Норвешка, Холандија и Аргентина. Тоа се изузетно јаки репрезентации. Таму ако поминеме после не чекаат Германија, Србија, Катар, мислам дека вкрстуваме со тие репрезентации. Тука се изузетно јака конкуренција. Али оваа млада генерација, новие квалификации кои беа како вовет за гремање пред светското првенство покажува дека Ракометната федерација и Кирил Лазаров како селектор се на прав пат и дека само на таков начин ние можеме да фатиме приклучок кон европскиот и светски ракомет. Начин на тренинг, начин на спроведување на таа ракометна филозофија и истрајност. И нормално тие играчи да напредуваат. Значи, заборавивме да кажеме и во претходните излагања и за женскиот ракомет и за машкиот, и играчите мора да унесуваат нешто свое. Не може да чекаат само да дојдат на тренинзи и да одработат. Мора да имаат иницијатива да напредуваат, значи да имаат желба да напредуваат во однос на физичката спрема, во однос на прецизност на шутирање. Примерот со Дражен Петрович кој кажува дека останувал и шутирал по 1000. Тоа е само кажува каква откажување и желба мора да постои кај нив за да напредуваат и да има такво поднебје, да има таква ситуација во која ќе има добри услови и да дојдеме да фатиме приклучок кон светскиот и европскиот ракомет. За крај, што ќе им препорачате на најмладите ракометари кои што се дел од школите низ нашата држава? Јас би им препорачал да тренираат вредно, да мора да се посветат многу повеќе на своето лично усовршување, на индивидуалната работа, затоа што бркањето резултат во клубовите секогаш останува една голема празнина на индивидуалната работа на играчите. Значи играчите се цело време се спремаат како да победат, како да се освои место кој носи бодови за понатака за финансирање, нели, за ваучери тие работи и се занемарува индивидуалната работа. Значи индивидуалната работа секој сами може тоа да го направи во клубовите. Едноставно е тоа доаѓате пола сат после тоа да шутираат, да кажеме, по 50 шута. Индивидуалната кондицијска работа да е подигнат и
изјавите на селекторите на ова европско првенство од балканските простори кажуваат дека све правиме добро, слабо трчаме. Значи, и Шоштарич, и тренерот на Србија, и тренерот на Словенија кажуваат дека заостануваме видно во однос на светските велесили. Зошто? Затоа што тие доаѓаме до прашањето кој го разговаравме пред тоа, дека тие играчи играат видна улога во клубовите, играат 60 минути. Нема подобар тренинг од играње од 60 минути. Значи да тренираат вредно, да напредуваат и да се изборат да играат 60 минути, само така ќе напредуваат и ќе бидат врвни ракометари и ракометарки. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на поканата.